На 27 март 2020 година земјава официјално стана 30-та членка на НАТО. 3 дена подоцна пред седиштето на НАТО во Брисел, на церемонија со која се означи официјалниот влез во НАТО, беше подигнато македонското знаме и беше интонирана македонската химна. Тогашната министерка за одбрана Радмила Шекеринска влезот на земјава во Алијансата го нарече првиот голем успех на нашата независна и суверена држава. Денеска влеговме под чадорот на колективната безбедност кој штити милиарда луѓе во светот. Денешниот ден го чекавме речиси 30 години. Деновиве се одбележуваат 4 години од влезот во НАТО. Проследивме дел од настаните по повод годишнината, за да ги прашаме и граѓаните и политичарите и војниците. Дали вреди членството во Алијансата? Улицата Брегалничка до градскиот стадион во Штип во саботата беше зборно место за голем број млади и повозрасни штипјани. Причина за големата раздвиженост беше отворениот ден на армијата по повод 4 години членство на Северна Македонија во НАТО. Дел од воената опрема беше изложена на улицата, а секој граѓанин имаше можност одблизу да ги види возилата и оружјето, па и да поразговараат со војниците за нивните спецификации. Децата пак трчаа од една точка до друга за да пробаат што поголем број возила, а по нив бабите и дедовците со телефоните во рака. Дојде и градоначалникот на Штип Иван Јорданов, кој од редовите на ВМРО ДПМН. Додека старешините го водеа во обиколка на опремата, ние поразговаравме со граѓаните, што значи влезот во НАТО за нив и има ли ќар за земјава. Мислам дека треба од безбедносни причини и е добро за да имаме добра армија, модернизирана армија. Иначе ако не е НАТО, кој ќе не чува? За мене оправдано беше влегувањето во НАТО. Мислам дека сепак треба да си у некоја организација која сепак ќе чувствуваш една сигурност и заеднички секој пат е подобро. Убаво е да сме членки во НАТО. Едноставно за тоа што да кажеме ради безбедноста на земјата е убаво да. Но имаше и луѓе кои на членството на НАТО не гледаат толку позитивно. Оно е добар од една страна, ама лош потик со Бугарија внедуваат и нашите продадеа ги сите возила и се и однесеа во Украина, а сега ни донесуваат американски да. За страна можда, али за внатре не би. И покрај различните ставови за членството, присутните беа согласни дека со влезот во НАТО армијата се модернизира и е со далеку подобри услови од оние што, на пример, постарите ги имале во минатото. Ја кој сум 70 година војник бил, после видувањето на оваа техника, тогајте воземе джемсове и мали кампањолички, јас сум удушевен што го гледам. И добро е, нека се опремуваат, нека работат, нека за мир да одржават, не за војна. На мене ми е мило што да речеме конкретно имаме млади луѓе во армијата. Значи, тоа е добар показател и мислам дека сме добро опремени. Каде? У времето Југославија нормално стари возила или да кажеме нешто што е застарено, сега веќе е сасвем ново и тоа е добро. Покрај возилата и оружјето, големо внимание кај присутните привлече баталионот на специјални единици Волци, кој одржаа показна вежба на борбените вештини. Интересно, во публиката имаше и лице кое на својата облека имаше залепено амблем со знамето на Руската Федерација. Точно напладне пристигна и министерката за одбрана Славјанка Петровска. Со нејзиното доаѓање започна и официјалниот дел на церемонијата. И додека министерката ја правеше обиколката, на тротоарот зад изложените возила, присутните имаа можност да пробаат војничко гравче и топол чај. Утредента карванот на армијата се пресели на запад во градот Тетово. За разлика од Штип, каде настанот се одвиваше на една од главните улици, зборното место во градот под шара беше градскиот плоштад. Затворена беше и главната улица која водеше кон плоштадот. Тука имавме можност да разговараме со Љубомир Панев,
пилот и припадник на македонската армија од воздухопловниот винг. Тој вели дека со влезот на Македонија во НАТО се интензивирале активностите во обуките со партнерите од Алијансата, но и учествата на македонските војници во меѓународните операции. Овој сквадрон е дел од иницијативата за НАТО Flight Training Europe, односно НАТО обука на пилоти за Европа, која што главна цел има подобрување на интероперабилноста меѓу членките на НАТО Алијансата, намалување на трошоците за обука, споделување на заедничките капацитети. Според него да се служи на граѓаните е огромна чест, па затоа вели дека секој млад човек кој би сакал да се обучува да биде воен пилот е добре дојден, да стои рамо до рамо со сојузничките армии од најмокните светски сили. Ние сега располагаме со пилоти кои што ги обслужуваат моменталните летала и техника која што имаме на располагање. Меѓутоа, со зголемување на степенот на модернизација, со набавка на нови платформи и така натаму, секако дека би бил потребен млад кадар, како од пилотски, така технички аспект. Како одминуваше времето, се зголемуваше бројот на граѓани кои доаѓаа на плоштадот. Најголем интерес кај најмладата публика, слично како и во Штип, привлекоа борбените вештини на припадниците на единицата волци. И тогаш, темен облак го покри Тетово и почна силен дожд. Присутните привремено се засолнија, а времето наскоро се стабилизираше. Нова шанса, особено за децата да се качат во едно од возилата. А тука ги прашавме и тетовци, кое е нивното мислење за влезот во НАТО. Пошто обкружувањето не е многу наклонето кон Македонија, така да со влегувањето во НАТО се осеќаме побезбедни. По мене оправдан беше. На што се темели тоа? Па на безбедност, на сигурност, на економија. Испод 35 години не можеш да разбереш. Тоа е. Кај бенефитот можеби уште не сме го видели. Тоа е. Сметате дека Македонија е побезбедна од кога стана членка на НАТО? Да. Пред 23 години Тетовскиот плоштад беше сведок на други сцени и настани, со кои ескалираше конфликтот во земјата. Војската тогаш го бранеше уставниот поредок. Па ги прашавме луѓето, какви чувства имаат за армијата сега, после толку години. Немаме проблем. И пред тоа сме немале проблеми, меѓутоа така беше ситуацијата. И баш ја бев тоа потрефен на плоштадот пред 20 години. И сега малку ме потсеќа тоа на тоа време, меѓутоа прошло, тоа и завршило. Нешто предпладне, во Тетово пристигнаа министерката за одбрана Славјанка Петровска и началникот на генералштабот на АРМ Васко Ѓурчиновски, пошто воениот оркестар повторно, како и во Штип, изведе неколку музички numери со што го означи почетокот на официјалниот дел на настанот. Пред кратката обиколка, министерката Петровска застана пред нашиот објектив. Според неа, земјава со влезот во НАТО добила безбедност и сигурност, а за возврат АРМ започнала да се модернизира. При тоа, земјава ја исполнува обврската дадена пред Алијансата да троши најмалку 2% од бруто домашниот производ за одбраната. Граѓаните се безбедни, тоа е најважното за нив. А што значи за армијата? Армијата го продолжува засилено процесот на модернизација, опремување, подигање на сопствените капацитети, кои пред се служат за национални цели, меѓутоа се разбира, преку тие капацитети допринесуваме и за колективната безбедност. Тоа е еден процес кој би рекла дека нема запирање, само може да се подобрува во иднина и да добива поголем интензитет. Затоа што на таков начин ја гарантираме и одбраната на нашата држава, но и одбраната на Алијансата. Караванот на отворените денови со армијата ќе продолжи во наредните денови во Прилеп, Охрид и Кичево. А финалето се очекува да се одржи на 27 март во кругот на Министерството за одбрана во Скопје, кога и официјално ќе се навршат 4 години како сме членки на НАТО.